Промоцијата на првенството на Срđan Ивановиќ десно од мене мораме да се заблагодариме на црковно-византискиот хор Храмосини кој што дојде тој што ни дава чест нели за и учествува во промоцијата. Ќе почнеме и ќе бидеме кратки затоа што со Срđan уште кога зборувавме кога така од ненадеж ни кажа дека ете напишал книга, се договоривме дека ова нема да биде класична промоција, како виде нема да трае 2 часа, ќе бидеме со само кратки. Го познавам Срđan релативно долго и од секогаш ми бил еден од омилените луѓе со кои што сум можела да разговарам како приватно, така и на професионални теми. Да не излезе дека Милкова може да потврдат нели сите оние кои што не ме познаваат. Пред некој време, кога ми соопштија дека Срđan напишал книга и тоа прв крими трилер во Македонија, што би бил еден од најчитаните и најактуелни, најтешки запишувања жанрови, си реков конечно му текна на човеков да напише книга, познавајќи го нели по долго време. Не само јас тука и неговите најблиски луѓе беа зачудени од фактот што Срđan ни се појави со готов производ за кој никој немаше идеја дека воопшто го креирал. Да признам дека бев скептик. Си билам дали тоа што не кажувал на никој заради проблем со самодовербата или страва дека неговото форваче нема да биде прифатено. Но верувајте, со првите неколку прочитани реда претходнава скепса паѓа во вода веднаш. Уште на почетокот бев една од оние на кои им беше кажано дека ќе учествува на промовирањето, така што ти благодарам за укажаната чест. Како што реков, се договоривме дека нема многу да одоговлекуваме, така што ќе почнем накратко. Делот уште на почетокот, првите 80 страни ветера да ги вртите и читате без прекин. Во романот се преплетуваат две приказни. Едната лична, индивидуална, полна со емоција и психологија, другата социјална, обштествена, крими и истражувачка. Иако течат паралелно, на крај приказните ќе се преклопат и разврската ќе најдат во нивната комплементарност. При читањето се чувствува глад и желба да се граба понапред во действието, за да им се помогне на протагонистите побрзо да го најдат патот, а при тоа читателот што побрзо да открие приказната во целост. Ова е книга во која навлекувате од почетокот и не сакате да ја пуштите од раце до самиот крај. Целиот процес, извинувам, на авторско истражување без компромис вметнат во романот крвава уметност и токму искуството на авторот е она што оваа книга ја прави уверлива и доследна, а при тоа едукацијата и истражувачкиот капацитет на авторот воопшто не се наметливи и претенциозни. Присутна е споредбата со другите времиња во кои живеел македонскиот народ, со општеството во кое живееме денес, и тоа е сведено од една суптилна и сигурна критика која денес сите ја знаеме, ја чувствуваме и ја живееме. Ваквата рафинирана критика само ја крива свеста на читателот, одлични диалози без никаква суопарност, проследени со совршена доза на хумор која на жанр каков што е крими трилерот му треба и тоа како, зашто во спротивност се би било многу мрачно, но Срđan мислел и на тој момент. Уште само кратко ќе прочитам дел од рецензијата, напишана од Александар Алексов. Авторот многу успешно проклето вистини, тоа со навидум некоја едноставност на дланка ја доловува и она друга мрачна страна на македонското општество, како некој долгогодишен аналитичар успел преку ликовите да истлука се она што мириса, има убаво лице, а за тоа лице има смрдеа што многу пати ја забележуваме, но немаме храброст ни да размислуваме за тоа. Приказната на моменти ве шокира, па трогнува, па ве изненадува до крајни ефекти на еуфорија. Ова е роман што се пишува само еднаш, роман кој би требало да има блескава иднина, екстравагантно надарен раскажувач. Ова е прв крим роман на овие простори, каде авторот низена приказна вистините или имагинарна, храбро и бунтовнички успел да создаде дело што ќе остане во историјата на книжевноста како прв криминалистички трилер со историска и уметничка вредност. Роман каде што крајот тешко ќе го предвидите, оваа книга е достојна за восхит. Она пошто пишувачите трагаат долго во животот, Ивановиќ го има во себе, затоа би посакал никогаш да не се откаже од пишувањето. Ако ова е прво негово дело и е брилијантно, прашање какво би било секое наредно кое ќе го надраснува секое претходно, во очекуваме си да го видиме, да е ветување. Мислам дека конечно е време да му дадеме малку повеќе простор на авторот кој што седи од мојата десна страна. Ќе поставам прашање на кои што Срđan ќе одговара со цел подобро доловување на крвава уметност. Ќе почнеме од причината, со оглед на тоа дека ова е прво твое дело. Што те натера да напишеш книга? Јас сум спортски новинар едно близу 20 години и за нас спортските новинари владе едно од нашите колеги кои не се спортски новинари
дека сме така речиси благо ретардирани поради. Тоа беше мотив да направам нешто повеќе што е направено од мојата дејност, со која што се бавам, инаку романот многу долго тееше во мене, неколку пати пробав да го напишам, помнати тога сватив дека треба да бидеш повозрасен да го напишеш книга, а пред тоа да ги собираш искуствата. Малку за процесот на креирање на крвава уметност. Книгата пишуваше во тајност. Целосна тајност, која беше причината? Че кој бил кај мене дома знае како е да се пишува. Затоа тоа беше првата причина. Втората, тоа го кажав и пред некој ден во едно интервју, кој тебе, дека едноставно не бев сигурен дека ќе ја довршам книгата, па чисто тој страв, таа скепса која се јави од самиот себе си. Беше пресудно да го држам од тајна до моментот кога веќе беше известно дека книгата ќе се издава. Зошто крвава уметност? Сега. Значи, за да не се китам со туѓо перие, тука е Драган Таневски, дали го гледаме во ред. Значи, работниот наслов беше ефтина уметност и тогаш добив еден пријателски совет дека ефтино не сме да стои во насловот книга, бидејќи тоа нема да продаде ама баш ништо. И по предлог на Драган, книгата се вика Крвава уметност. Тој е исто така автор на оваа прекрасна корица која што навистина ја покраси книгата. И од тие причини насловот е Крвава уметност, значи едноставно кога некој се разбира во маркетинг, некој човек кој знае како функционира пазарот, треба да се послуша. Сметаш ли дека крими трилерот како жанр збогатен со доста филозофија и психологија е начинот на најреално доловување на нашето моментално општество кое ти така го критикуваш во мали дози, се извинувам, и пофалуваш? Зошто овој жанр? Значи, ние живееме во општество каде што сме порозни на голем број на полиња. Јас не би сакал сега да обтоварувам оваа прекрасна публика со некои тешки анализи на тоа во какво време и во каков регион живееме, но факт е дека кај нас криминалот и корупцијата се 50-50 со она што се нарекува систем и држава. Затоа книгата е значи сите ликови се измислени, сите настани се измислени, но како што вели и мојот рецензент Александар Алексов, сето тоа изгледа некако проклето во истината, бидејќи во такво време живееме. И тоа беше едноставно мотив да се поработи на еден редок криминален случај, кој го нема ниту на досега филмовите што се снимени или пак сериите кои секојдневно се дават на таа тема, а нешто што го има и кај нас, а го има во целиот свет. Фасцинира моментот на факти и податоци и стекот на сите скоро 300 страници, факти за општеството во кое живееме, подземјето кое е опишано на несекојдневен и многу детален начин. Станува ли збор тука за малку повеќе истражување се со цел поавтентично да се долови проблемот кој што го обработуваш? Значи, апсолутно е тоа точно дека кога, иако веќе реков сите настани се измислени и ликови, сепак сите податоци кои што се наоѓаат во овој роман се точни и екзактни и лесно проверливи. Значи, сето тоа може лесно да се провери тоа што го имам напишано. Значи, се работи за еден не премногу долг, но обемен истражувачки процес за сите оние податоци кои што се напишани и кои веќе реков се точни. Низ приказната се појавуваат разни карактери на кои им посветуваш целосно внимание во креирањето. Никој не е запоставен во текот на решавањето на проблемот, ниту се двои од останатите. Едноставно сите горе-долу се важни во реализацијата. Значи, тие што ја прочитале книгата, има многу наброј, сите велат нема главени. Има двајца главни ликови, но посветеноста и анализата на другите ликови и нивната длабинска, психичка, како да кажам, представеност на нивните болки, радости и така натака, едноставно наведуваат да читателот покрај главните ликови, едноставно му е битно што ќе се случи со нивни ликови кои што се уставно речено споредни. Дали се поистоветуваш со некој од карактерите или создаваш нешто сосема ново, некој нов комбиниран на Срđan Ивановиќ од сите оние карактери кои се испреплетуваат низ приказната?
Не, апсолутно не. Значи, како што веќе реков, ниту еден од ликовите не е мотивиран ниту со мене, ниту со било која личност. Тие што ме познаваат добро, а што ја прочитале книгата и го знаат главниот лик Марко, ние немаме никакви добри точки, ни професионално, ни приватно. Така да ставно, јас сакам да креирам лик на еден така наречен македонски супермен, кој ако ништо друго ќе се обиде да нормално без супермоки, да се справи со тој криминал и со таа корупција кој што е присутна, кој што е гледа, а сепак тоа нормално не го прави како што треба и не му успела, но сепак ете на крајот, да не откриваме каков е крајот, но ете сепак од гледна точка, доколку најдеме еден таков човек во нашето општество, би требало да му честитаме. Не нешто драстично, но обработуваш малку повеќе женски ликови. Причината веројатно е дека живееш и си обкружен со три прекрасни. Не едната, третата тука се. Значи јас сум фасциниран со жените од пубертет, мислам сега, не е тоа. Машките ликови мене никош не били интересни, бидејќи секој знам кој маж што мисли, каков е, дали е лош, добар, зол и така натаму. Ама жените ми се вечни мистерии и затоа најмногу сакав нив да ги опишам и анализирам во книгата. Малку за приказната, која би било навистина абсурдно да ја раскажуваме со оглед на тоа дека би се изгубила магијата кај читателот, но може малку да ги заинтересираме присутните. Малку сме запознани со овој вид на криминал кој ти во книгата ќе речеш дека е тешко да се открие целосно, криминал поврзан со бедност. Апсолутно, значи тоа е еден светски феномен на купување на ефтини петпаречки уметнички дела, кои што потоа се продаваат по баснословни суми. Уметниците не стануваат познати, не ги земаат парите, едноставно тие пари им се враќаат на купувачите, значи тоа е едно софистицирано, многу лесно, многу едноставно, но за светските полиции многу тешко криминално дело, по кое што многу тешко му се влага во трагот. И до сега, тоа го пише во книгата, само еден случај е решен, само еден човек лежи во затвор, тоа е еден банкар од Сао Пауло во Бразил. Зошто ти како автор ја препорачуваш крвава уметност и која поваката која носи во твоја прилича? Ова прашање стварно не знам одговор, значи јас само ветувам дека тие 280 страни нема да бидат досадни и на читателот ќе му бидат интересни. Сега малку ќе читаме, кратко ќе читаме. Моментот со двете приказни ќе пробаме да ви го доловиме барем малку за да ви заинтересираме. Вардар ко Вардар секогаш обматан. Туку предпоставувам дека ме викна за овие случкиве од Савајле. Палејќи цигари и отпивајќи од еспресото, Агон го постави прашањето со сосема лежерен тон. Да, баш би сакал да знам од прва рака што е позадина на целиот случај. Многу е замрсено, започна Агон. Дечкото е некаков уметник и се фатил со некои лоши момци, ептан лоши. Изгледа дека сакал да ги превесла некако. Чекај малку, за каков уметник ми збориш ти? Збунато праша Марко. Па за овој што го најда убиен утрово, одговори Агон. Ма не, за тоа прв пат слушам. Кажи ми за оваа псењата. Со ококорени очи Марко го натера својот пријател да ја смени темата. Тука се е јасно. Уапсени се 25 души у Тринава, 5 мина се пуштени дома, против останатите ќе се дига обвиненија за злосторничко здружување и корупција. Кои се овие луѓе? Од разен калибар. Државни службеници, функционери, луѓе од подземја. Во неколку наврати оваа група, која можеби не функционирала како група, вршала протекции за одредени приватници, кои сакале работата да им се заврши, ако ме сваќаш што сакам да ти кажам, правејќи мала пауза во која сцркна од еспресото, Агон продолжи со своето излагање. Тука нема ништо спектакуларно. Луѓе во земале пари, завршувале работа преку врски. Тоа е во Македонија вековна традиција. Што би се рекло, дечкиве, патат од преголемо чувство кон традицијата и традиционалните вредности, смејќи се Марко, конечно свати за што се работи. А која е поентата сега да се апсат момциве? Како прво, ова се добро позиционирани партиски луѓе, а како второ, мене ми личи дека истрагава траела подолго време. Не е јасен тајмингот. Зошто баш сега?
Од алкохолот малку и отапеа чувствата. Не дека болката беше помала, но некако беше тргната настрана. Како постојан и силен извор на одвратно тешки емоции, но во исто време успеваше да допре до здравиот памет и логика. Наточи уште една чашка од водката и продолжи да пие. Шишето веќе беше до пола празно. Во меѓувреме помина таткој. Наврати накратко, но кога ја вида во дружба со чашката, експресно си замина. Не е лесно да си родител и да гледаш како детото ти страда, помисли таа. Не е лесно ниту да си дете и да страдаш, констатираш овој пат во мислите. Ништо не е лесно. Леснотијата е привилегија на малите деца. Тоа е состојба на невиност. Кога ќе настапи пубертетот, кога животните сокови ќе започнат да се мешаат по телото, тогаш леснотијата за секогаш исчезнува. На детето си му е поврзано со детска логика. Ме сакаш, те сакам, ми се лутиш, не ти се лутам, скар сум ти и така натаму. Кај возрастните нема директна логика. Ме сакаш, ама колку, ама вистина ли, а тоа другарка ти или можеби ја сакаш или не си свесен или ја протресе главата на брзина и сврлајќи ги последните мисли. Го обожаваше својот сопруг. Постојано беше со него и дозволи тој да си замине на ваков начин. Требаше да оди со него, да види со кого работи и со кого се договара. На брзина ја испи чашата. Беше свесна дека со засилената самокритика ќе направи работите да бидат уште потешки. Беше премногу брзо покрај се. Ништо не беше познато, објаснето, само пусти нагаѓани проклети инсинуации, но не и беше повеќе од јасно дека работава и повеќе од сериозна. Дека и покрај болката и тагата таа ќе мора да пронајде за што се работи. Сега е јасно, всушност од секогаш било јасно, колку и да е неискусна, сепак таа темелно ја познаваше психологијата. Знаците што беа присутни во неговото однесување, таа постојано ги занемаруваше. Тоа не е професионално, тоа не е одлика на добра сопруга. Огорчено констатираше, знаејќи дека никогаш немала храброст да направи нешто повеќе во врска со својот брак. Од секогаш беше лудо влюбена во него и беше подготвена на се само да го држи крај себе. Таа не вработен психолог, а тој уметник. Ви благодариме многу.